Илина, фала ти многу што сте нафати да бидеш гостинка кај мене дома и да ја споделиш твојата приказна со девојките од армијата. Најпрво сакам да се представиш која си, од каде доаѓаш и кој е резултатот кој што го постигна со програмите на армијата. Јас сум Илина Иванџикова, имам 19 години и доаѓам од Гевгелија. Мојот резултат е минус 25 килограми. Започнав некаде во август, скоро една година, но сум презадоволна од резултатите и се надевам на уште подобри резултати. Дали можеш да ми опишеш која беше Илина пред програмите на Pitch Army? Илина пред програмите на Pitch Army беше плюс 25 килограми. Искрено не се чувствував добро, значи имав проблеми така што се заморував често, едноставно се хранев многу нездраво. Дали од секогаш си ги имала проблемот со килограмите или мала си бев буцкаста? Ама последното лето пред да започнам бев врвот. Дали можеш да ми опишеш што се случуваше пред да започнеш со програмите и дали килограмите беа единствениот проблем кај тебе? И од кога го имаш тој проблем? Проблемот, како што реков, од мала бев пополна, што би рекле. Проблем исто така ми беше и крвта, бев анемична, што сега со последните резултати крвта ми е супер. Одлично. Да, тоа мислам дека е најдобар резултат постигнат од исхраната. Точно. Подобра, поздрава исхрана, така што вежбам секој ден и сето тоа се допринесува за поздраво тело, така што се чувствувам и подобро, имам многу подобра кондиција. Одлично. Тоа. Дали имаше пречка или двоумење пред да ни се приклучиш во програмите? Како знаеше дека ова е местото со кое што ќе ги постигнеш резултатите? Јас воглавно започнав со мојата сестра, таа ми беше главна инспирација. Таа исто така заславе 11 килограми, 12. Најпрво започнав со тоа што си одлучив да се направам 3-дневен детокс, само на овоше. И потоа се реков дека ако успеам со тоа, продолжувам со Ана, со Pitch Army. И така и беше, продолжив и немав апсолутно никаков проблем. Иако имав вишок килограми, лесно се снајдов, лесни беа вежбите за почетник, како и исхраната, лесно си приготвува брзо и Од каде идејата за 3-дневен детокс? Девојките кои што ме следат знаат колку сум јас против такви експерименти на своја рака. Дали тоа беше само тест на карактер? Да. За да видам дали ќе успеам и понатаму. Во тој случај се прифаќа. Да. Ама немој да го правиш тоа толку често. Не, толку. Што е она што те поттикна да ни се придружиш во армијата? Имаше ли нешто специфично до степен да речеш влегувам, јас сум во армијата? Па, воглавно тоа беше кога гледав, кога отворив профилот, видов дека има предобри резултати, како што разгледав многу брзи трансформации за брз период и се така разгледав од прилика програмата, видов дека прелесно може да се снајдеш во неа, значи резултатите што се брзи, така што и храната лесно се приготвува брзо, како и лесни рецепти. Имаше ли проблем со приготвување на храната? Не, никаков проблем. Дали ти одзема тоа многу време? Не. И плюс јас сум вегетаријанец, не јадам месо, само риба јадам и кога видов дека има и такво мени, да, такво мени, бев презадоволна. Која беше твојата цел и дали ја постигна? Да, мојата цел беше да стигнам до 60 килограми и тоа го направив, така што сега сакам да се стегна малку. Значи сега продолжуваме на инстабути. Да. Како ќе го опишеш искуството со Pitch Army во еден збор? Преубаво. Што друго би рекла? Преубаво, но вистина. И можеш да се советуваш, ти си, например, може да те контактирам кога сакам, да те прашам било што е еден огромен плюс за... Имаш некој кој ти е нон-стоп достапен да. И навистина тоа е многу битно за постигнување на успех. Дали групата те мотивира? Да. Дали си активна во групата? Не, но сега ќе бидам. И треба да бидеш и стварно затоа што ако тебе те мотивираат тие девојки, нели, за да го постигнеш. Да, јас да мотивирам. Така да, одлично. На која промена кај тебе најмногу и се радуваш? Покрај намалените 20 килограми, што е она што го забележи како промена кај тебе?
или го здоби со програмите? Најпрво, јас сум била заслабната и до 65, но сепак тоа не беше обемски. Кога започнав овде, приметив дека најпрво обемски заслабнав, а потоа на килограми, што навистина ми се допадна. Најпрво затоа што јас и да стигнев до 65 килограми, мојот број на алишта беше тука некаде. Значи имаше правилно намалување на килограмите. Да, намалување, да. Тоа ми беше. Нешто друго покрај килограмите. Каква промена почувствува кај тебе? Подобра кондиција. Исто така и што реков за крвта, подобра резултат. Например, јас ќе станав и ќе ми се затемнеше. Сега веќе го немам тој проблем. Што е она што најмногу ти се допадна на програмите или предизвиците кај нас сеедно? Најмногу тоа што програмата кога ја отвориш, се ти е подредено, се можеш многу лесно да си најдеш. Значи, тоа што исто така на програмата имаме и за дома вежби, и за во теретана. Тоа што менито си има секогаш, пример, постни рецепти, што се многу добри, улеснителни, што има некогаш да си отвориш, пример, замена за некое благо, не ти се допаѓа тоа таму што е за овој ден, може да се приготвиш нешто друго со сличен. Што мислиш дека треба да додадеме внатре за да биде онака баш идеална? Нешто недостасува или на добар пат сме? На добар пат, многу добар. Фала ти. Ајде, кажи ми нешто за апликацијата. Дали ти е многу полесно да користиш програмата откако сега имаме апликација? Да. На некои девојки на почетокот велеа дека им фали Facebook групата, но јас сметам дека ако одиме напред, треба да одиме сите напред заедно и да ги прифаќаме промените, затоа што сепак ако сме на Facebook, тоа се две апликации, треба да уклучиш една апликација за да напишеш нешто во групата, потоа да ја исклучиш и за да влезеш во апликацијата наша каде што е програмата. Затоа мислам дека е на овој начин полесно. Дали ти беше тешко да се адаптираш на почетокот? Не, воопшто, дури и полесно беше кога се појави апликацијата, многу полесно. Дали си ја препорачала програмата на некој друг или дали некој друг си има приклучено баш заради тебе? Да, многу. Сите кога ме праша од што заслабна јас? Ана Стојанова и пие чарми. И дали сакаш нешто да ни додадеш, нешто од тебе? Па, што би додала, дека треба сите да бидеме, да се мотивираме една со друга, дека ова е едно многу добро искуство јас што го стекнав со пичарми и дека секој заслужува да има една убава промена во животот. Фала ти многу што беше денес дел од серијата на Хероите. Јас ќе ти подарам едно мало внимание од нас. И ова е дека си херој на армијата и баш направено е со златно огледало за да можеш да се видиш дека ти си херојот и навистина си го заслужила. Прекрасно. Фала ти. И на тебе. Ете гушно. Не беше страшно, ти беше супер топ, многу културно, многу убавко.